О, абе, браќа, памет немам што да правиме, ох. Глава ми пука од мислење, бе. Не знам што да правиме веќе, не знам. До кој дереđe стигнавме, браќа? Тате и мама се криви. Не оставија сами да се мачим. Бог нека ги прости, ама не требаше толку рано да заминат. Може ја барем некаков аманет да остават или некак вазно. Пак ќе кажем Бог нека ги прости. Може ја барем уште некоја година да ни го берат гајлето. Може. Може. Абе, луѓе, абе, нема куќа кај не тропнав. Им велам, со браќава, за корка леп ке работиме, аргати ке ви бидеме. Ама не секој своето азно си го гледа. Во село за нас леп нема. Јарно де, тогаш да си одиме од селово, живи нема да се закопаме в гроб, здрави, прави сме, ќе си го бараме чарето. Ако не во ова село, во другото понатаму. Некој ќе се смилува и ќе ни даде работа. Ајде не ме гледајте ко недоветни. Вие пред мен, јас по вас. Како Господ, никој не е. Ајде, брате, побрзајте, ајде. Ајде побрз. Ајде, не чека работа. Седи, брат, да одмориме. Аќе што капнавте, ајде станувајте да најдеме работа. Оти ако се стемни, го обравме бостанот. Ајде. Абе, браќа, не само нозите што ме болат, сега и главата ме боли. Еве, 3 села пројдовме, никој не сака. Никој да се смилува да не земе да поработиме. А да не земеше некој, ќе го има в појке од родениот татко. Арно велиш, Арно. Ама да се смилува. Здраво живо, деца! За Арно, за убаво нека е. Дал ти Бог, добро старче. Ама за нас нема ниту Арно, ниту убо. Што така, бре, деца? Што мака имате? Голема мака имаме, старче, голема мака. Бараме работа на некој имот, на некоја нива. За корка леп ке работиме. Ама никој не сака. Па добро, зар вие ваш имот немате? Ниви, бавчи? Да имавме, ке баравме ли работа? Немаме. Туку, ако би нашле некој добар домаќин, честно би работеле кај него и како татко би го почитувале. Така велите, а? Епа, ке сакате ли, деца, јас да ви бидам татко? Јас да се грижам за вас како за деца своји. Јас да ви го берам галето, додека, што се вели, не застанете здраво на нозе, додека не се оправите. Ама, едно ќе ви кажем, и да го запаметите. Правината никогаш да не ја заборавате. Фала ти, Господе, што не го пушти овој старец. Татко, многу не требаш помагај. Па ајде, чеда мој, ајде. Ајде да тргнеме и заедно да ја бараме вашата среќа. Ајде по мене. Ајде, брат. Ајде, татко, ајде.
Брате, види колку убави, лични и весели моми волкубајна немам видено во животот. А како ми се чини, не се од сиромашка фамилија. Ке да се сестри, а? Што велиш? Шо велам? Велам она поубавана. Која? И двете се убаи. Она поедрана. Може. Да си ја земам за жена, да си завршам работа. А што знаеш, татко и може во мираске даде и волови коњи. Ти го фрли окото, брате, ама галиба и тај шарети ти праќа. Гледај в очите, гледа. Тука дома за да се сториш, ке немаш гајле. Ај, погледнете онаа помалана. Беле ви се чини или? Не ти се чини, брате, на вистина помалана тебе те загледува. Очи не вади од тебе. Како види? Да ја влезам и да ја грабнам. Полек. Ја влегуваш, ке грабаш. Јас сум постар, јас ке грабам. Ама јас по тебе, бате. Дебре, браќа, што вистано. Татко, го гледаш ли ти ова? Така ли ќе правиме? Не, деца мои, никого ние нема да грабаме. Туку соарно, убаво, како што е ред, ке влеземе внатре и ќе ги побараме за снаи. Ќе ги побараме. Ајде да ги побараме. Ајде. Аман, бре, браќа. Како така од нигде никаде, така наеднаш ќе ги побараме за снај, а? Татко, бе. Немај гајле, синко. Јас нивниот татко одавна го познавам. Тој на времето беше ептен сиромав. И јас му помогнав да се стори богат. Атер за мене, за тоа што му помогнав, тој ќе ги даде своите ќерки за твоите браќа. Вие, синови мои, ќе се ожените со нив и ќе живеете многу среќно. Ајде сега да влеземе да ги побараме. Ајде. Само на правдината да не заборавите. Ајде. Видели си, ба? Што е право, право е, татко. Многу убави свадби направивме за браќата. Од сите села гости дојдоа. А невестите, убави, лични, весели. Да даде Господ сите заедно да живеат во среќа и пир. Ке живеат, синко, ке живеат среќно и берикетно, само на правдината да не заборават. Туку милно лице има момичето, а? Ја загледуваш или мене само така ми се присторува? Ја гледам в лице, татко, и не само што е убава, туку и вредна ми се чини. Ваква жена да си најдам, заедно би работеле и заедно леп би ваделе. И не само за нас, туку и на други би давале. Особено сиромасите никогаш не би ги заборавиле. Баш така би правеле? Баш така. Се колнам пред Бога. Ако е така, синко, ајде да влеземе, да ги прашаме низините, дали ќе те сакаат за зет. Ама мене сепак ми се чини дека од тебе ќе биде многу добар домаќин. Само ќе гледа, синко, правдината никогаш да не ја забораваш. Никогаш нема да ја заборавам, татко. Ајде сега да влеземе и да прашаме. Ајде да. Ајде.
Поминаа веќе цели 5 години откако им помогнав новие браќа. Време е сега да појдам кај нив и да видам дали заборавиле на правдината. Повеле, Мажо. Изете. Сплајте. Што е ово? Отров благо си ми го направила, една ока шекер си ставила внатре. Јас да сакав благо тулумба ќе ти нарачав, не? 5 години живееме, уште кафе не научи да ми направиш. Знаеш дека без шекер го пија. А да пиеш и да не кажуваш, Памтиш каков беше стресен кога дојде да ме бараш за жена? Беше таков голтар каков што не бе видела. Со парите од татко стана богат. Сега уште мани на кафето ќе ми наоѓаш. Пи и не збори. Оти уште едно ќе ти набарам. Не се срди, сестро. Па за покажување на имото фарни ни се маживе. Твојов од скржав по скржав. Мојот милостина никому да даде. Таман од богати по богати да си станеме. Имам ли право, Мажу? Секогаш имаш право, женче моje. Дури и наопаку кога зборуваш. А јас ќе кажам дека вистински домакини сме и двајцата. И тоа добри стопани. Така е. Еве, си седиме, кафенце си пиеме. Други ни работат по имотот, а ние само паричките си ги броиме. Од тоа поубо има броеш. Ајде сега, Сташке, со Кеј да си го испиеме кафенце. Може? Ајде. Добар ден, добри луѓе. Ке сакате ли да ми дадете малку нешто да каснам? Многу сум гладен. Направете арно за со арно да ви се врати. Го слушаш ли, брате, што збори? Абе, старче, абе ти знаеш ли колку луѓе ни доаѓаат, а? Ние да дававме секому кај ќе ни беше крајот. Да ти кажам, старче, и пари имаме, и јадење имаме, ама милостина не даваме. Ај, сикте. Ама јас многу не ви барам. Дајте ми барем една рака браштенце, колку да си направам троја кашичка, да ставам нешто в уста. Како да не, ќе ти дадем да ставам нешто во уста. Гладен сум. Оди таму за работи, па купи си. Ајде, сикте од тука. Абе, Ајде, што ме гледаш? Ајде, сикте патот под носе таму. Ајде, бе, што стоиш? Ајде. Види. Здрав, прав, нешто за јадење. Нека земе, нека работи таму. Деца. Умот не ве натера на арно. Богатството ве направи алчни и немилосрдни. А алчноста и лакомоста се корен на сите зла. Убаво ви реков што треба да запаметите. А вие што направивте? На правината сосема заборајте. Човек треба цел живот да се варди од лакомост и од алчност. Зашто и тој што е богат, богатството не му го прави животот ни мирен, ни спокоен. Повели домакине. Лала ти е, бре, домакинке. Многу вкусно лепче си испекла.
Многу! Не е до мене. До брашното е. Кај те најдов толку убава, умна, а вредна. Господ ми те прати. Ај, ова ќе да е некој пријател што на јадење ни доаѓа. Одам да видам. Ајде. Кој ќе си касне, ќе порасне. Ам. Вкусно е? Пробај. Домакинке, гости ни дојдоа. Здраво живо. Здраво, жива. Може би не требаше да влезам, добри луѓе. Од софра, од ручек, што се вели вестанав. Ама што да правам, простете ми, тропнав на вашата врата, корка леп да ми дадете. Со денови ништо немам јадено. Ајде, старче, повели седне. Сполајте. Ако тропна, ако влезе. Ајде, жено, дај му од лепчето. Повели, старче. Колку за уште една уста, ќе се најде. Сполајте, домаќинке. Еве касни го и моето. Ако ќе си одиш, ќе ти дадеме и за попат. Од уста оделивте мене да ме нараните. Ти, синко Галиба, добрината и правината не ја забораваш, а? Тоа ми аманет од татко ми. Долги години го немам видено. Арно прави, синко, арно. Така треба. Зашто рака што дава никогаш не се суши. И знај, добрината секогаш со добрина се враќа. Ова како татко да го слушам. Чекај, старче. Да не те познавам јас тебе од некаде. Епа, јас сега ќе си одам. А вие, кога јас ќе си заминам, отворете го ковчегот, зирнете и видете што има во него. Сега, останете ми со здравие и во среќа голема да живеете, чеда мој. Гледаш ли, домакинке, ако човек живее добар, чесен и доблесен живот, Господ кога тогаш со голема добрина му враќа.